Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охриѓани ќе почекаат најмалку уште 2 години за да запливаат во затворениот базен. На Македонија и недостасува посериозна публикација на културното наследство. Со проектот Купи куќа за млади ќе се решава стамбеното прашање на младите брачни двојки. Радмила Шекеринска назначена за следен заменик генерален секретар на НАТО. 1000 дена од почетокот на војниот конфликт помеѓу Русија и Украина. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува умерено облачно, ветровито и потопло време. Во среда над североисточна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и постудено со пад на температурите. Во северна, североисточна, централна и југоисточна Европа се очекуваат и врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а на повисоките предели со врнежи од снег. Во јужните и источните предели ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени. Во Македонија во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло со пораст на температурите. Во доцните попладневни, во вечерните часови, во југозападните, западните, северозападните и северните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а над 2000 метри со врнежи од снег. Ќе дува силен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 60 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 18 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и ветровито време со сончеви периоди. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежи од дожд, ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната до 14 степени. Во Охрид во четврток и петок умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10, односно до 13 степени. Во текот на ноќта, петок кон сабота и во сабота во раните утрински часови со врнежи од дожд и снег. Во сабота во утринските часови врнежите ќе престанат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и температура до 7 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓани уште 2 години ќе чекаат за да можат да запливаат во затворениот базен. Објектот, чија изградба започна пред 10 години, се уште не е завршен. Објектот е готов околу 60%, но поради одолговлекувањето во изградбата и она што е на почетокот изградено почнува да се распаѓа и ќе биде потребна санација. Над 300 дечиња ги посетуваат летните школи за пливање на охридските клубови, а оние талентирани охриѓанчиња кои посветено тренираат во текот на целата година принудени се на импровизации, бидејќи Охрид и по 10 години од почетокот на изградбата се уште нема затворен базен. Тренинзи одржуваат во базени во хотелски комплекси, а од неодамна започна да го користат пливачкиот базен во Струга, што пак е везано со трошоци за транспорт. Во нашата пливачка школа, по каква Спирит, во летниот временски период учествуваат преку 150 дечина и жално е што нив правото да тренираат и во зимскиот период им е ускратено. Неопходно е да има услови, да има покриен пливачки базен, за да можеме континуирано да работиме и на лето и преку зима. Доколку не се отвори покриениот пливачки базен во Охрид, за жал нема, пливањето ќе стагнира. Младите пливачки надежи, идните лекорадичи, лјатина бојаджи, но и сите кои сакаат да се рекреираат, ќе почекаат уште најмалку 2 години за да запливаат во градскиот базен. Објектот е готов околу 60%, но поради одолговлекување на изградбата и она што е на почетокот изградено почнува да се распаѓа и ќе биде потребна санација. Голема потреба имат, ама ето повеќе парти се замешани, една гради, другата го стопират, треба да се отврти што поскоро. Не можеме без базен да развиваме пливање. Јас сум љубител, години одам по приватните, има неколку по хотелите, што е исто така супер можност, али мислам дека би било подостапно за поширок круг и по достапни цени би биле. Проектот е на Агенцијата за спорт и млади која годинава се трансформира во Министерство. И првиот министер за спорт, Борко Ристовски, најави дека ќе се раскине договорот со фирмата која 9 години го гради затворениот базен во Охрид и ќе се бира нов изведувач со задача во најбрз можен рок да го заврши овој значаен проект. Последниве 3 години гледаме дека воопшто нема ни работници се работа, ни нешто воопшто се работи на овој базен. Она што го имам јас како информација, со стариот изведувач договорот е раскинат. Сега ќе треба нов изведен проект да се направи, да се види до каде е стигнато со изградбата и од тука да се почне наново со нов изведувач. Затворениот пливачки базен во Охрид според проектот ќе има 2 базени, мал за почетници и голем со ватерполо димензии. Покрај двата базени ќе има трибини со капацитет од 500 седишта, како и спа и велнес центар. Затворениот базен ќе овозможи враќање на врвното пливање и ватерполото во Охрид, но во исто време и развој на спортскиот туризам. Со објектот според планот ќе стопанисува јавното претпријатие Билјанин извори, кое ќе треба да го одржува.
Точно е дека скапа работа за одржување, меѓутоа како што е проектиран базенот е со топлотни пумпи. Тие се да речем најекономични за загревање на водата и воопшто на целиот објект. Доколку се постават фотоволтаици, драстично би се намалиле трошоците за одржување на овој објект. Исто така во овој објект се планирани да има дуќани, ресторан, вежбални, магазински простори, сето тоа би се земало кирија и би се овозможило за намалување на трошоците за одржување на овој објект. Изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид започна во ноември 2015 година и требаше да биде завршен до почетокот на 2018, но рокот на два пати беше продолжуван и како следни крајни рокови беа зададени 20-та, односно 2021 година. Археолошка ризница, градот на археологијата, кој друг ако не нашиот бисер Охрид. На 250 археолошки локалитети се откриени во Охридскиот регион. Секое камче крие историја. Минатата недела епохално откритие. Беше откриена некропола со стотина непроценливи археолошки артефакти. Според експертите, потребна е поголема грижа и заштита на богатото културно наследство. Охрид е археолошка ризница. На овој простор се откриени околу 250 археолошки локалитети со остатоци на материјална култура од неолитот па се до доцниот среден век. Бреговите на Охридското езеро биле населувани уште од прастари времиња. Археолошките податоци говорат за населби од неолитскиот период, младото камено време, 6000 години пред нашата ера. Археолошките наоди потврдуваат дека на езерското крајбрежје имало и праисториски наколни надводни живеалишта. Таков пример е наколната населба во Музеот на вода во Градиште. Населбата која изобилува со богат археолошки материјал од бакарното, бронзиното и железното време од праисториската епоха. Дека под секое камче се крие историја, говори фактот што минатата недела во Охридскиот регион на северната страна кон Стушко Корошишта откриена е некропола со непроценливи археолошки артефакти. Културното наследство е темелот на нашиот идентитет и постоење и токму затоа државата мора да издвои повеќе пари за заштита, конзервација и афирмација на културното наследство по кое светот ќе не препознава, советуваат експертите. Македонија е јако мала земја, но таа располага со навистина големо, значено и богато културно наследство. Тоа се епохи, тоа се слоеви на цивилизации кои овдека поминувале. Се е тоа наталожено, напластено од археологијата, од раниот период, да кажем, од праисторијата па се до времето на природбата. Тоа се во прашање милениуми се во прашање, така да Македонија навистина има големо културно наследство, но сега веќе проблемот е заштитата и презентацијата. Експертите велат археолошко богатство имаме во изобилие од сите епохи и цивилизации, од праисторијата до денес, но потребна е поголема грижа и негова заштита. Во Македонија недостасува посериозна публикација. Ако моите колеги, да видам искрен, прават научни конференции и они археолошки истражувања кога се прават и кога се прават публикација на одите, се прават на такви научни конференции. Треба повеќе публикација. Треба повеќе публикација за културното наследство. Впрочем, и самиот Охрид и Струга се градови на кои ние можеме преку археологијата и преку науката да направиме една економска бомба. И сите археолошки локалитети во светот кои се запазени, зачувани, кои се грижат, се токму наменети и за тоа, и за представување на културното наследство, меѓутоа и за привлекување на туристи. Локалитетите во земјава се случува да бидат и мета на дивите трагачи по злато. Археолозите велат се води грижа за поголема заштита, а казните се драконски за оние кои нелегално искупуваат на археолошки локалитети. Казнените мерки, не знам дали ги знаете казнените мерки во Закон за заштита културно наследство, поарно да се занимавате со продажба на дрога, него да се занимавате со копање на артефакти. Со дрога ќе добијате 2 години затвор, од ова добивате 5 па нагоре.
Нашата работа е да скрениме свеста на населението. Последните епохални откритија во Струшко Курушишта само докажуваат дека заштитата на целиот Охридски регион од страна на УНЕСКО е сосема оправдана. Вредно културно-историско наследство има и во Струга и во Дебарца. Повторно со овие откритија се потенцира важноста на тоа што границите на универзалното исклучително природно и културно наследство се распрострираат длабоко на северната обала од Охридското езеро. Многу луѓе се прашуваат зашто. Ево ова е една потврда за тоа што треба да се знае дека границите на Охридскиот регион кој е заштитен под УНЕСКО се наоѓа и во границите на Струга и општина Струга, општина Дебарца, покрај општина Охрид. Уште многу нераскажани археолошки приказни во Охридскиот регион се под земја и го чекаат светлото на денот. Со проектот Купи куќа за млади ќе се решава стамбеното прашање на младите брачни двојки во државава. Условите и начинот на кој младите брачни двојки ќе можат по поволни услови да учествуваат на проектот Купи куќа за млади ќе бидат објавени по нова година, истакна заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. Сакам да најавам дека од следната година ќе почнеме да го реализираме проектот Купи куќа за млади, кој што треба да овозможи на многу млади брачни двојки да се стекнат со сопствен дом по исклучително поволни услови. Затоа ги спремивме плановите и после нова година ќе излеземе со конкретни предлози во кои општини ќе може тоа да се реализира и на кој начин ќе можат младите брачни двојки да добијат поддршка и помош за сопствен дом, изјави Николовски. Општина Дебарца и јавното комунално предпријатие Дебарца започнаа со уредување на селата во општината. Во програмата етапно ќе биде опфатена цела Дебарца со заедничка работа на локалните власти и жителите. Од општината очекуваат значителен напредок во подобрувањето на условите за живење, како и создавање на поубави и пофункционални заедници. Екипите започнаа со работа од село Оровник, каде се врши расчистување на висока и ниска вегетација, собирање на отпад и складирање на соодветни места, од каде што истиот ќе биде подигнат од страна на јавното комунално предпријатие Дебарца. Во наредниот период ќе се продолжи и во останатите населени места, информираат од општина Дебарца. Охридската библиотека добитник на награда за најиздавач на книги од домашни автори за 2024 година. Во конкуренција од над 20 библиотеки од земјава, организаторите на меѓународниот фестивал Јаков од камена река од македонска каменица одлучија наградата за најиздавач за 2024 година за издавање на книги од домашни автори да и припадне на Националната установа Библиотека Григор Парличев Охрид. На свеченоста закажана за 22 ноември петок ќе биде прогласен и најчитаниот македонски автор според извештаите од македонските библиотеки. Во рамки на второто издание на фестивалот ќе бидат доделени и наградите од конкурсот за убав испис на кирилица со краснопис на македонски јазик, кој освен за учениците од основните и средните училишта во државава, беше наменет и за возрастни категории, информираат од Охридската библиотека. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте одлучи да ја назначи Радмила Шекеринска за следен заменик генерален секретар. Среќен сум што можам да го објавам именувањето на Радмила Шекеринска за следен заменик генерален секретар. Таа вистински верува во НАТО, знае каква работа е потребна за приклучување во НАТО и што значи да се биде полноправна членка. Со нетрпение очекувам да работам со неа откако ќе ја преземе оваа витална улога, наведува Руте во соопштението објавено на официјалната веб страна на Алијансата. Шекеринска ќе ја преземе оваа функција до крајот на годинава. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украина денеска одбележува 1000 дена од почетокот на војната во која досега загина илјадници украински граѓани, додека над 6 милиони луѓе живеат како бегалци.
Популацијата на Украина е намалена за 1/4 откако рускиот председател Владимир Путин ја започна офанзивата на 24 февруари 2022 година. Украинските сили го одбележа 1000-тиот ден од војната со изведување на првиот напад на руска територија со американските ракети со долг дострел, соопштија утрово војни представници. Цел на нападот било складиште за амуниција во Карачев во рускиот Брянски регион. Предходно американскиот председател во заминување Џо Бајден и даде зелено светло на Украина да користи западно оружје на руска територија. Извештаите за нападот се појавија само неколку минути откако Кремљ се закани со нуклеарен одговор доколку Украина нападне цели на руска територија користејќи западно оружје со долг дострел. Владимир Путин ја одобри ажурираната нуклеарна доктрина која дозволува употреба на нуклеарно оружје доколку територијата на Русија е загрозена од ненуклеарна нација поддржана од нуклеарна сила. Според оваа доктрина, заканите кои би ги поттикнале руските раководства да размислуваат за нуклеарен напад вклучуваат напади со конвенционални ракети, беспилотни летала или други авиони. Гардијан денеска подсетува дека Кремљ го отфрли мировниот план предложен од турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган, а кој требаше да биде представен на самитот на Г20 во Бразил. Планот предвидува замрзнување на конфликтот во сегашните позиции на двете страни, обврзување на Украина да не се приклучи на НАТО во следните 10 години, снабдување на Украина со оружје за одбрана и поставување меѓународни мировници во демилитаризираната тампон зона во Донбас. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков го отфрли предлогот на Ердоган, нарекувајќи го како неоснован и услов што би бил неприфатлив за Русија. Самитот на Г20 во Рио де Женеиро почна вчера со неочекуван пробив бидејќи членките издадоа заедничка декларација на првиот ден од разговорите. Бразил како земја домаќин успешно ја обликуваше агендата вметнувајќи ги клучните приоритети од своето председавање со Г20 во документот, вклучително и борбата против гладот и климатските промени заедно со напорите за реформирање на меѓународните организации. Лидерите од водечките светски индустријски сили ја изразија својата посветеност за поефективно оданичување на супербогатите и ја повторија меѓународно договорената цел за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени Целзиусови во споредба со прединдустриското време. И покрај првичната загриженост за потенцијалните несогласувања од ултралибералниот председател на Аргентина Хавиер Милеј, Г20 успеа да обезбеди широк консензус. Клучна точка на договорот беше притисокот за реформирање на Советот за безбедност на Обединетите нации, со конечната декларација која повикува на порепрезентативен, инклузивен, ефикасен, ефективен, демократски и одговорен совет. Сепак, како и минатогодишниот самит во Индија, и во Рио немаше експлицитна осуда на руската агресија врз Украина. Повеќе од 40.000 луѓе денеска се собраа пред парламентот во Велингтон, Нов Зеланд во знак на поддршка на правата на маорите и против предложената легислатива што ќе го промени значењето на основниот договор од 1840 година помеѓу Британија и домородните маори. Иако протестот беше насочен против законот кој ќе го промени толкувањето на клучниот договор меѓу маорите и британската круна, многумина го гледаат како прослава на оживувањето на јазикот и идентитетот на маорите, кои беа речиси уништени за време на колонизацијата. Организаторите ја истакнаа важноста на борбата за правата на предците и генерациите што доаѓаат. Меѓу учесниците на протестите имаше луѓе кои не се маори. Многумина носеа знамиња за суверенитет на маорите или други знамиња како што се знамињата на Самоа, Тонга, Австралија, САД, Израел и палестински знамиња. Критичарите сметаат дека предложениот закон ќе предизвика уставна криза и ќе ги намали посебните права што им се доделуваат на маорите по децениски прекршувања на нивните права. Иако не се очекува да се усвои никакво законодавство, повеќето се согласуваат дека протестот го одразува растечкото ниво на солидарност помеѓу новозеландјаните од секакво потекло во однос на правата на домородните маори. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.